Во продолжение зборуваме со една интересна гостинка за нешто што се случуваше викендов, но не можевме да издржиме да не го презентираме материјалот, затоа што сметаме дека навистина веќе 5 години постои Статуа Фест и го привлекува вниманието од најмали до најголеми. Така беше и оваа година. Милена, како беше? Театроска. Добре дојде во студиото на Телма и драго ми е што успеа да одвоиш време, сега малку и порелаксирано од кога заврши Статуа Фест, да позборуваме за оваа манифестација и да им презентираме на гледачите како помина година. Најпрво ви благодарам за поканата, многу ми е драго што сум овде. Статуа Фест оваа година помина одлично. На наше големо изненадување имаше многу посетители. Нашата цел нормално беше да ја изненадиме публиката и секако да ја доближиме ваквиот вид уметност до публиката. Имено оно што сакавме да го видиме кај граѓаните кои што беа дел од овој фестивал, односно кои што беа посетители, да бидат позитивно изненадени нормално и секако да има со себе да понесат едно позитивно искуство од овој фестивал. Така и успеавте во тоа, верувам. Апсолутно, да. Ке споделиме со гледачите инсерти, убави инсерти од сите оние живи статуи, кои што и ке видат и самите гледачи дека привлекуваат наистина големо внимание кај посетителите и кај најмалите, нормално, кои што најискрено се радуваат на сите тоа што ќе го погледнат. Верувам голем дел од скопјани, а и оние кои што го посетиат Скопје викендов има можност да прошетаат на улица Македонија и да ги видат статуите во живо. Сега ги видоа и хрватите статуите, имавте можност да презентирате мал дел, нели, во Хрватска, прво таму се презентиравте. Ќе ми појасниш малку повеќе за тоа патување и гостување? Да, театрос имено како театрос, не како Статуа Фест, е дел од Хрватскиот фестивал веќе 10 години. Претходно неколку пати се споменуваше соработка со театроски и Хрватскиот фестивал. Меѓутоа никако да дојде на ред и конечно оваа година ја официјализиравме таа соработка преку склучен меморандум, каде што официјално театрос нема да настапува само иницијативно како театрос на тој фестивал, туку во склоп на најстариот уличен уметнички фестивал во Хрватска. Статуа Фест ќе биде дел исто така од тој фестивал, со тоа што ние таму направивме еден мини Статуа Фест, односно можам да кажам дека 80% од фестивалот беше составен од живи статуи кои што ги донесовме ние тука од Македонија. Имаше различни видови на живи статуи, од други теми ја црпевме инспирацијата за тој фестивал. Бидејќи секогаш кога креираме фестивал, гледаме да поставиме различни статуи, ретко кога се случува една иста статуа да настапува на фестивал. Статуите беа поставени во центарот на Загреб, траеше 4 дена фестивалот и исто така публиката која што беше таму беше исклучително задоволна од она што го представивме, затоа што театрос веќе нели долги години настапува, има со себе многу искуство и оние актери кои што беа дел од Статуа Фест во Загреб беа доста искусни, има искуство со уличната уметност која што имаат научено благодарение на театрос и исто така имаше голема посетеност и нормално само позитивни реакции што на нас многу ни значи. Да, оно што е исто така интересно да се спомене, годинава се осврнате малку и кон нашите актери, повеќе учество зема наши актери во самата манифестација и во самата Статуа Фест. Имавте, верувам, и надворешни, нели, со кои што се соработувате или не? Тотално само од Македонија? Оваа година не, само од Македонија, да. Тоа се сосема нови актери или и веќе познати и веќе соработници долги години со вас? Да, имаше и соработници, односно актери кои што веќе долго време соработуваат со театрос, имаше и дебютанти кои што оваа година за прв пат се представија на Статуа Фест во Скопје и нивното искуство исто така е многу пријатно и многу убаво, а исто така и нашето со веќе оние соработници кои што сме ги имале. Оно што сакам да го потенцираме дека оваа година за прв пат и јас настапував на Скопскиот фестивал, што до сега не се случило, имам настапувано само надвор и морам да го споделам моето позитивно искуство пред се со публиката која што дојде и ме виде и секако со реакциите кои што тие мене ми ги дадоа, затоа што знаете за еден уличен уметник многу е важно да добие позитивни критики од оној кој што го гледа, затоа што нели ние немаме класична театарска представа,
и е исклучително тешко да се привлече вниманието, но можам да кажам дека јас успеав тоа да го направам и многу сум среќна заради тоа. Значи, скаменети да пренесете порака. Да. Оваа година некако пораката беше односно инспирирани од секојдневието во Скопје, Скопје на улица. Чинам така беше. Лани се уште се зборува за ланската постава на Статуа Фест, поврзана со корона вирусот и нели разни ситуации. Верувам и годинава имаше убава реакција на оние секојдневни случаи во Скопје. Има ли проблем околу инспирација или секогаш што е најлесен момент за секој следен? Проблем нема, инспирацијата е константно присутна. Секогаш има инспирација. Да, има инспирација, меѓутоа малце потешкиот дел оној кога таа инспирација веќе треба да се преточи во една реална приказна и понатака да се покаже, односно да се представи пред луѓето и воопшто да се направи фестивалот. Ние сите теми ги црпиме од нашето секојдневие, од она што сме обкружени околу нас. Ете, минатата година пандемијата беше тема на Статуа Фест, оваа година беше Скопје на улица и буквално успеавме речиси сите активности кои што се случуваат во едно деноноќие на градот Скопје да ги прикажеме во еден скаменет формат, односно преку живи статуи, и мислам дека голем дел од луѓето се препознаа. Нашата цел беше да ги застапиме луѓето кои што се активни на улица цело време, меѓутоа и оние кои што се позади тоа, односно да се видиме самите ние како се движиме, како брзаме, како стоиме, колку сме спори и така натаму, и мислам дека не мислам, туку сигурно сум дека го доловивме она што го прават скопјани во текот на еден ден во нашиот град. И како ќе продолжи патувањето на статуите? Ќе одат во други земји или веќе се подготвуваат за следната година кај нас? Има ли интерес, да речеме, нели сега глобално достапни се информациите и од некои земји кои што нели сакаат и ви нудат соработка, се во ова да се случува кај нив на улиците? Да, веќе почна да се јавуваат организатори од други фестивали. Бидејќи тоа е еден од нашиот сон, нормално оваа продукција, македонска продукција, да ја продолжиме и надвор, значи да не патуваме веќе сами како театрос, него да има продукцијата да стане пообемна и да бидеме еден патувачки театар кој што ќе патува низ цела Европа. Да, организатори се јавуваат и веќе договараме соработки, не само надвор, но и овде кај нас, затоа што оно што исто така сакавме да го постигнеме е да го покажеме значењето на уличната уметност и нејзината достапност и колку таа е важна во суштина, колку важни настани и приказни раскажување на несекојдневен и потежок начин. Освен тоа што имаме интерес од надвор за соработка, она што особено ме радува е тоа што веќе почнаа да се јавуваат и приватни училишта, па и државни училишта кои што сакаат како проект да вметнат пантомима и живи статуи во нивните образовни програми, што ете дополнително ќе може да имаме... нов кадар. Да, апсолутно. Талентиран. И тоа ќе може да биде дури од најмала возраст, што дополнително ќе направи на нив да им биде поинтересно сега да ја видат приказната за Статуа Фест и за живите статуи од другата страна како изгледа. Оно што знаме, планирате на следната година ќе стоиме и ние како статуи, како нема утринска. проблем, да. Зашто да не? Како утре ќе се скамениме ако е потребно. Ти благодарам за оното време. Верувам успевме да пренесеме убава слика од сето она што се случуваше викендов. Мал период, верувам и следните години продолжете малце да може што повеќе луѓе да ги видат тие статуи кои што ќе бидат поставени и ве следиме. Тука сме со сите оние новитети кои што ги имате и се она што го правите, да ни се придружите во некои следни изданија. Многу ви благодарам. Ќе следиме културата и понатаму, да, во многу повеќе во утринската програма на Телма и верувајте ќе ви пренесуваме се она што сметаме дека е интересно, она што можете да го посетите или онаму каде што не можете да стигнете.